K15! Почитувани гледачи, добро вечер. Еве не повторно со вашата омилена емисија, вашиот омилен водител и во овој прекрасен амбиент на градското телевизиско студио Рок н Рол во населбата Керамидница во Скопје, од каде што вечерва повторно ќе ја преследите емисијата, овој пат на една тема која што мислам дека заслужува внимание, тема која што значи просперитет за овој народ, за оваа држава, тема која што на некој начин ги отргна од маргините сите оние кои само довчера беа на истите тие маргини. По тој повод вечерва поканивме во студиото двајца лепотани за да разговараме за законот за вработување. Но пред да го започнеме разговорот, јас би сакал да се вклучиме во нашето студио и воедно да најавам дека вечерва по системот мултиплекс се вклучуваме неколку пати во нашето студио, што значи технички сме заокружени, од каде што ќе го следиме зголемувањето на степенот на вработеноста во нашата држава. Дали се слушаме, студио Б? Ве молам, дали се слушаме? Очигледно не се слушаме, меѓутоа тоа не значи дека не треба во оваа релаксирана атмосфера да го започнеме нашиот вечерашен разговор. Јас најпрви би ве запрашал, кој ја смисли оваа работа со вработувањето, ама право ке кажете? Па видите, оваа акција се јави како резултат на една долгогодишна континуирана активност на еден поголем број на тимови со една единствена цел, односно по-конкретно да се дефинираат тешкотиите во стопанството во нашата држава и на крај тоа сето да резултира со едно изнаоѓање на трајни, правилни, конкретни солуции и решенија за што ќе го зголемат општествениот производ во недоглед, а сето тоа со единствена цел, односно џабе работи, џабе не седи. Значи на некој начин така. Јас сега би замолил само да се вклучиме во студиото Б да видиме докаде сме со новите вработувања. Да, колега, многу добро се слушаме. Јас не знам што беше проблемот до пред малку и во овој момент би сакал пред се да ве поздравам јас. Да, јас и еден поздрав од овој Лепотанов до мене и би сакал да кажам дека во овој момент бројот на вработените изнесува 42.840. Јас ви благодарам, колеги, ќе се слушнеме повторно во текот на емисијата. Ние будно го следиме степенот на вработеноста, односно зголемувањето на бројот на вработените во нашата држава. Која е крајната цел на законот за вработување? Па, видите, крајната цел, која што пред малку ја споменавте, а доаѓа многу блиску, крајната цел се планира некаде за септембар месец и се планира до краја таа крајна цел да бидат запослени сите илјади невработени кои што потенцијално очекуваат работно место. И баш заради тоа, јас оваа прилика би сакал да апелисам да сите што очекуваат вработување ги вежбат своите работни навики, да не се доведеме у ситуација утре новото работно место да ги сачека неспретни, со што би трпела и самата продуктивност на трудот. Токму така. Ние сега ќе направиме една мала музичка пауза, меѓутоа пред тоа да го вклучиме повторно нашето студио Б, да видиме колку вработени нови имаме. Еве во овој момент имаме нова бројка, мислам, бројот на вработените постојано се зголемува и тој сега веќе изнесува, значи, изнесува 43.540. K15!